Дојдовме до првиот разговор во денешната везилка, посветена на Свети Николе, и мислам дека имаме извонреден и компетентен соговорник на темата Свети Николе, минато, сегашност, па и иднина, зашто да не, култура и уметност. Наш денешен соговорник е Никола Ристевски. Никола, најпрвен да ти го честитам именданот. Благодарам. И празникот. За многу години. Писател и продуцент. Така, општо кажано и грубо. За деталите. И автор на интернет страница посветена на овчеполијето. Тие детали можеме сега да ги појасниме малку. Особено ова околу блогот. Ви благодарам на поканата. Јас сум Никола Свети Николе, магистар сум по економски науки, соработник на Меѓународен славенски универзитет во Свети Николе и на Меѓународната научна асоциација Super Brain Research Group со седиште во Трст, Италија. Автор сум на 13 печатени објавени книги, коавтор и научен асистент на неколку научни трудови со споменатата научна организација која што споменав. Со Меѓународен славенски универзитет работам како преведувач, стручен соработник, имам други одговорности заедно со споменатиот господи. Сум раководител, директор на продукција Аристон, единствената продукција која што создава документарни филмови целосно во Македонија, која што создава не само за Свети Николе дела, туку и за соседните краишта, за Охрид, сега објавивме филм така натаму. Сме собственици, заедно сум креативен автор на ovчеполе.mk, кој што има и поддомени, можете да ги проверите. svetinicolet.ovčepole.mk, мојата лична страница nicola.ovčepole.mk, ovčepole.mk само. Имаме страничка во соседната општина Лозово, Стара Петковица, lozovo.ovčepole.mk. Во првата книга во 21 век која што е објавена Свети Николе, Свети Николе главната населба во Овчеполската котлина, ова малото издание, кое што го донесов овде и на руски јазик, ја објавивме дури во почетокот на оваа година со Меѓународен славенски универзитет. Пред неколку години ја пушти во јавност моето видување на минатото на градот. Си собрав многу голем, имам собственик сум на библиотека, лична библиотека од над 1000 книги, дигитална библиотека со многу материјали за Овчеполе. Успеав да објавам книга во која што за прв пат го промовирам Свети Николе како единствен град со име на светеци, покажувам зошто Свети Николе е Свети Никола. До 1945 нашиот град бил го носел името Свети Никола. Од 45-та наама официјално административно си е Свети Николе. Денешно Свети Николе лежи врз старата населба Свети Никола, која во турско се викала Клисали или црквено, која што е врз таа уште стара населба Свети Никола, под која што идните генерации можеби ќе имат прилика да дознаат, се наоѓаат остатоци од многу стари цивилизации. Во книгата Зборник за Свети Николе, во книгата Зборник за Свети Николе, која што објавивме минатата година пред празникот Свети Никола, има објавена едиција од 5 зборници за Овчеполе, книга 1, 2, 3, 4 и 5, и со зборникот за Свети Николе затворам таа едиција. Овде има лично мои авторски текстови од моето семејство, од мојот покоен татко Ацо Гонев, од мојот дедо Ристо Гонев и од мојот дедо Лазар Серафимов. Во овие зборници ги пренесувам оригиналните страници од стари книги, во кои што читателите можат на македонски, српски, бугарски, англиски, руски и други јазици да прочитаат информации за единствениот град со име на светот во Македонија. Импресионира и македонската јавност, но и пошироко е Свети Николе како некогашна била зора во околината, што била центар на Пајонското кралство. Си била една бела зора, сакам да речем. Така. Била, ама била бела. Била, Свети Николе, да. Во Зборник за Овчеполе книга прва, за прв пат во јавноста објавив во 21 век, зошто и како јас го разбирам тоа, зашто е бела, а не била зора. И не сум јас прв кој што го правил тоа научници го правили уште во 19-тиот век. Значи, во дел од моите зборници, читателите можат да читат оригинални фототипи на неколку јазици, во кои што проучувачите на јазиците прават споредба со оригиналниот македонски јазик, па така нема никаква логика да ја читаме била, туку си е бела, нормално. Бела зора е антички локалитет од антиката, на само 3 километри од градот Свети Никола, во атарот на село Кнежје, до кое што има асфалтен пат кој што е во ужасна состојба и пешачка патека за пешачење. Локалитетот за жал е во фаза на распаѓање, но
Во Македонија тоа е најрепрезентативниот не само во Македонија, во целиот регион, можам да кажам слободно во Европа и во светот, еден од најрепрезентативните локалитети од тој период на антиката. За мала споредба, Стоби, Хераклеа, Итан, се тоа е поново од Бела Зора. Кога ќе дојдат посетителите, кога можат да дојдат на локалитетот, јас се извинувам во име на мојот народ што уште тоа не е средено и не е дотерано како што треба за туристи, инаку на славянски за туристите кои ги спомнав, одбранив магистарска теза 2017 со наслов Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Чепелската котлина, кој што е огромен. Огромен, од кој што оваа година објавивме скратено издание, него донесов овде, тоа во некоја друга прилика само за туризам треба да се промовира, не е за оваков шаблон. Туристичкиот потенцијал е огромен, како што кажав повторно се извинувам во име на мојот народ затоа што до сега немам преземено никакви сериозни потфати за разумно управување и употребување на тој туристички потенцијал, кој што за воля на вистината во третата веќе деценија од 21 век е најголем економски потенцијал на цела општина Свети Николе, затоа што и покрај тоа што ние немаме организирана туристичка понуда, покрај тоа што го правам со мојот тим од Овче поле МК и со продукција Ристон сите овие години, за нас се зборувало на Рубу знаности на Хрватска телевизија, имало на History Channel, на сите балкански медиуми и така натаму. Добро, затоа сакам и кратко, ако имаме само минутка, да кажеме нешто и за геоглифот. Ќе го спомнеме и геоглифот. Да, нормално. И јас ќе набројам и другите места во општина Свети Николе. Доколку го отворите YouTube каналот на нашата продукција Ристон, ќе можете да се запознаете со посебно видео за 12 локации такви во општината. Во моите книги пишува за многу повеќе. Сега ќе ги набројам. Значи во Свети Николе кога ќе дојдат, се гледа, доаѓаат луѓето прво од црквата Свети Николе. Нормално. Тука е Народниот музеј во Свети Николе. Се качуваат на ридот Свети Илија, каде што е ново изградената црква посветена на Света Лидија Македонка. Многу оние љубопитни посетители кои што се интересираат за таа мистика во христијанството ги посетуваат и камените крстови на Свети Спас. Во општината се наоѓа Ѓуриште, ридот Ѓуриште со Ѓуришкиот манастир. Ние имаме во чест на празникот, ќе спомнам дека на Ден Свети Никола ќе можат сите да гледаат на нашиот YouTube канал бесплатно документарен филм за единствениот град со име на светец во Македонија. Со мојот тим од продукција Ристон, со мојата десна рака Дуле Јанев, долго години снимаме и веќе пуштаме долгометражен документарен филм. Освен овие локации, црквата Свети Никола во село Бориловци, Свети Никола во Павлешенци, Свети Никола во Сопот, Свети Никола во Кнежи, Летен Свети Никола во Мечкоевци. Геоглифот. Ќе дојдам и до геоглифот, за да ги споменам сите туристички атракции, за да не ги споменам, забораваме на денешниот ден се важни да се споменат тие цркви посветени на Свети Никола. Во Мечкоевци, како што кажав, Летен Свети Никола, во Долна Ѓуѓанци, во селото Строиманци има од статуци од црква Свети Никола, во Крушица, атарот на Крушица има стара црква, статуци од стара црква посветена на Свети Никола, за да го представам тоа со геоглифот како на небото, така и на земјата, изнењето на древните предци. Многу одамна некој кога градал во Свети Никола знаел што прави. Па така, кога ќе се повлече линија од Свети Никола црквата на север и Свети Спас на југ, ридот Свети Илија на запад и гробиштата Свети Стефан на исток, кога ќе се повлече линија, таа се сечи кај денешната полициска станица, надолу линијата поминува во повозрастните знаат американско мало, таму при купање за водовод пред 50 години се е најдено остатоци од ранохристијанска базилика, а таму кај што се сечат тие две линии е денешната полициска станица, каде што порано имало црква, имало џамија која што била изградена врз срушена црква. Според информациите кои што ги имаме се објавени во зборник за Свети Николе, најверојатно дека таа црква била срушена веднаш по Карпошовото восстание и дека била посветена на Архангел Михај. Претходно некој исто така знаел што прави, па во неблизо да ги прави градбите на земјата според созвездијата и знаците на небовото, па така го имаме геоглифот во непосредна близина на градот, за кој што ги иницирав првите неинвазивни археоакустични истражувања. Со Supervenir Research Group направивме во 2 наврати истражувања 2014, пошто објавивме 3 трудови меѓународната научна литература и се уште е мистерија. Се надевам дека одговорните институции конечно ќе имаат доблест малку да ангажираат луѓе со поголемо искуство за cultural heritage management, за да можеме да сработиме работата како што треба и од тоа да има најголем бенефит, полза и добробит македонскиот народ во општина Свети Николе, во цела Овче поле и во Македонија. И се надеваме дека ќе биде и така во иднина. Ти благодариме за сите овие информации. Читајте овчеполе.ма